Здраво ученици, добре дојдовте на овој видео час по предметот географија за 7 одделение. Јас сум Таска Китановска-Велковска, наставник во Основното општинско училиште 26 јули од Скопје. Денес ќе се запознаеме со наставната содржина, климатски фактори и метеоролошки елементи и појави. Клима или поднебје представува долгогодишна просечна состојба на метеоролошките елементи, температура, врнежи, ветрови и друго во некој простор. Климатските фактори одредуваат каква ќе биде климата во одреден простор. За Македонија најважни климатски фактори се географската положба, релјефот, близината на околните мориња и атмосферските струења. Географската положба е еден од најзначајните климатски фактори. Нашата земја се наоѓа на северната полутопка, нешто појужно од средишниот напоредник на оваа полутопка, односно таа се наоѓа во умерениот топлински појас, каде што јасно се издвоени 4 годишни времиња. Близината на околните мориња пак е исто така значаен климатски фактор. Јужно од нашата земја на околу 60 на километри се наоѓа Егејското море. По долината на реката Вардар, која што се влева во ова море, навлегуваат топли и влажни морски влијанија. Додека пак на запад се наоѓа Јадранското море на околу 80 на километри оддалеченост, и овие топли и влажни морски влијанија навлегуваат по долината на реката Црндри. Релјефот исто така значаен климатски фактор, односно надморската височина и правецот на протегање на планините. На западната страна во нашата земја се наоѓаат повисоките планини, како што е Шар планина, Корапскиот масив, Бистра, Стогово, Јабланица. Овие планини не дозволуваат топлите и влажни морски влијанија да навлезат подлабоко на територијата на нашата земја, освен во Дебарската котлина по долината на реката Црндри. Во јужниот дел се наоѓаат планината Нидже, Кожув и Беласица, кои што исто така не дозволуваат топлите и влажни морски влијанија да навлезат на територијата на нашата земја, освен по долината на реката Вардар и по долината на реката Струмица. На север пак студените воздушни маси навлегуваат на територијата на нашата земја заради тоа што тука се наоѓаат средно високи планини и широки долини. Освен во делот каде што се наоѓа Скопска Црна Гора и делот Шар планина. Во нашата земја како климатски фактор се и општите струења на атмосферата, имаат значење врз климата во нашата земја. Во летниот период често се јавува пробив на тропски воздушни маси од Африка, пропратени со многу високи температури и со така наречените црвени дождови. Климата на одреден простор зависи од карактеристиките на метеоролошките елементи и појави. Што се метеоролошки елементи, а што метеоролошки појави? Метеоролошки елементи се оние што се присутни постојано и можат редовно да се мерат во метеоролошките станици. Такви се температурата на воздухот, воздушниот притисок, влажноста и осончувањето. Додека пак метеоролошки појави се оние што се манифестираат повремено и може да се мерат само тогаш кога се присутни. Такви се врнежите и ветровите. Температурата на воздухот се менува во зависност од годишните времиња, релјефот, близината на морињата, големината на природните и вештачките езера, пошуменоста и така натаму. Средногодишната температура на воздухот во нашата земја изнесува 11,5 степени Целзиусови. Најниската измерена температура на воздухот изнесува минус 32 степени Целзиусови во Беровската котлина и 45 степени Целзиусови во Демиркапија. Со црвена боја на оваа карта се обоени деловите од Гевгелиско-Валандовската котлина и Тиквешката котлина. Зошто? Затоа што топлите и влажни морски влијанија навлегуваат по долината на реката Вардар и заради тоа во овој дел, во овие котлини имаме највисоки средногодишни температури. Врнежите се исто така значаен метеоролошки елемент. Од количината на врнежите зависи и развојот на растителниот свет и на земјоделските култури. Врнежите во нашата земја во просек годишно изнесуваат 680 мм на метар квадратен, што е релативно мала вредност. Најмногу врнежи има во западниот дел на нашата земја, на високите планини. Овде тие изнесуваат над 1000 мм на метар квадратен,
Одејќи кон исток тие се намалуваат поточно во Повардарието, односно во Тиквешката котлина и Овчаполската котлина најмалку врнежи имаме, под 500 мм на метар квадратен годишно, и одејќи кон исток повторно врнежите се зголемуваат. Ветровите исто така се појавуваат како резултат на различен воздушен притисок, представуваат движење на воздушните маси од места со повисок кон места со понизок воздушен притисок. Врз појавата, правецот и силата на ветровите најмногу влијае релјефот. Во нашата земја дуваат Вардарецот, тоа е сув и студен ветар кој што дува по долината на реката Вардар од север кон југ во периодот на зимата, додека пак југот е ветар кој што дува од југ кон север по долината на реката Вардар и носи потопло и повлажно време и поприсутен е во летниот период. Во останатите делови од нашата земја дуваат локални ветрови, кои што се резултат на температурните разлики во речните долини, во котлините и во планините околу нив. На крај можеме да заклучиме дека поради влијанието на климатските фактори во нашата земја се јавуваат 4 климатски типови. Тоа се измената средоземноморска клима, умерено континентална клима, континентална и планинска клима, со кои што ќе се запознаете во текот на наредниот час. За крај, ученици, имате прашања кои што треба да ги одговорите за домашна задача. Ви благодарам на вниманието.